Колешки Лазареска. Пораснала бројката на корисници на гарантирана минимална помош на 35.000 корисници. Дали оваа бројка е за фалење, колешки? И знаете како ја зголемувате помошта за оваа категорија граѓани, за жал? Само и единствено пред избори. И ова не го велам јас од памет. Ова е сведоштво, извештајот од Државниот завод за ревизија, кој кажува, цитирам: расте бројката на корисници во периодот од 2019 до 2020 година. Што значи тоа, колешки? Само предизборен фил ви е секоја ваша помош кон граѓаните. Зошто? Затоа што ние овде четврта година со ред слушаме за инвестициски и за развоен буџет. Таков беше буџетот и за 2023, да подсетам, ама ниту инвестиции видовме, ниту развој видовме. Ево тој буџет и во вашата програма стоеше, например, автопат Струга-Требеништа. Кај е, колешки? Стоеше рехабилитација на патот Охрид-Светинаум. Каде е, колешки? Знаете како звучите со дискусииве за буџетов што го китите на секој можен начин? Како јас да кажам сега, струјата секако ќе поскапи, ама нека му ја мислат оние што купија електрични автомобили од фабриката во Тетово. Буквално вака звучите. Како да ви веруваат граѓаните и охриѓани дека со овој буџет ќе имало за сите, кога 7 години ништо не сте им дале? Еве, само на вашите ученици што све сте им ветиле. Ке отворевте училишна продавница или кантина во која ќе се подготвуваа здрави оброци. Ке изградевте спортска сала во Кочорацин. Ке креиравте сајт за ученички прашања, мислења и предлози на ниво на градот и уште многу повеќе, затоа што нели секогаш пред избори можете повеќе. И во меркиве не е ништо лошо. Најавувате мерки во износ од 662 милиони евра, кои се, пак ќе кажам, помпа и пиар пред избори и пак ќе издишат како што издиши милијардата на заев. Затоа, колешке, еднаш граѓаните и охриѓани во 2021 година ви пратија јасна порака и сега во 2024 година повторно ќе ви пратат јасна порака, само што овој пат не е се исто е дали ќе ја сватите пораката, затоа што секако ќе ве снема од политичката сцена. Ви благодарам.